Игрите за мобилни телефони се доминантна сила во гейминг индустријата во светот. Каква е иднината на оваа индустрија во Македонија? Кои се предизвиците? Разговарам со Горас Цветковски, председател на Македонската асоциација за индустрија за видео. Асоциацијата всушност на македонската индустрија за видео игри. Цветковски, добре дојдовте во Bloomberg Адрија. Добро утро, добро ве најдов и многу ми е мило што сме овде. Еве, за почеток, како што кажавме и во самата најава, кои се бројките, кои се податоците за тоа каков потенцијал има гейминг индустријата во Македонија и ако направиме една паралела како се движала во изминатиот период, каков е растот и можностите? Целата индустрија за гейминг во светот расте цело време, така што ние не сме исклучок, колку и да сме тука доле на страна. Сепак истото се случува и кај нас. Во последните неколку години особено, значи зборам со напредокот и олеснувањето на енџините, значи софтверот за изработка на игри практично се овозможија и многу се олеснија работите. Секојдневно гледам се повеќе и повеќе луѓе, особено студенти и средношколци, па дури и деца во основно, кои што на секаков начин пробуваат да се вклучат во производството на видеоигри. Дали е тоа артистички, уметнички, дали е тоа технички како развивач на игри, како девелопери, без разлика, интересот е секогаш голем и работата е што кога да се запознам со нив, тие доаѓаат веќе спремни, веќе имаат нешто направено, веќе имаат нешто пробано, така што практично семето кое што тука се посадило, да речеме, во текот на претходните години, веќе донело плод од здрава гейм девелопмент култура. Имаме ли некакви бројки и податоци кои што може да се споделат за тоа колку пари има оваа индустрија, каков е растот? На глобално ниво, значи таа индустрија расте, нели, околу 50-60 милиарди, сега зависи да не спекулирам толку многу со конкретните суми, но како принцип, како споредба, филмската индустрија заедно со музичката индустрија е зад гейминг индустријата во моментот. Значи, двете индустрии комбинирани заедно се позади гейминг индустријата. Во Македонија во моментов имаме 4-5 поголеми студија, имаме уште 10 инди студија и студија Човек студио, например. Во неа работат околу 200 IT, односно 200 професионалци, значи кои што работат во гейминг индустријата. И со оглед на тоа дека тие земаат релативно високи плати во однос на другите професии, мислам дека таа индустрија кај нас во моментов, иако е кревка, можам да кажем, во споредба со тоа колку време постои кај нас, сепак мислам дека е добро платена и има доста луѓе кои што работат и сигурен сум дека уште толку кои што се спремни да се вклучат во готови компании, дали во компании кои што сами ќе ги инициираат, ќе ги креираат, или пак евентуално ќе работат за аутсорсинг за компании надвор од Македонија. И во овој контекст јасно е дека имаме, како што посочивте и вие, неколку студија за креирање на видеоигри, но во најголем дел игрите се прават во македонските студија, а се издавачот е од странство. Да. За жал, сега ситуацијата е таква. Сепак, кај нас немаме многу пракса од паблишери, односно издавачи, затоа што едноставно не сме имали искуство, не сме имали од кого да научиме, не сме биле доволно инволвирани, не сме биле доволно амбициозни за да одиме на страна, да видиме како да функционира, но тоа се менува. Кај нас во Македонија веќе во последната година имам сознание дека веќе се креираат неколку обиди за издавачи и се надевам дека во следната година заедно со помош на MGI, заедно со помош се надеваме на државниот апарат, би можело да се случи нешто, а тоа е да се оформат и првите студија за паблишинг, за издавање, така што домашните студија кои што ќе имаат идеи, наместо да ги даваат и да ги аутсорсираат на странски компании, па нели кремот да оди таму, се надевам дека тоа ќе се случи во Македонија и практично ќе почнеме ние да ги издаваме игрите за нашите паблишери. Сепак тоа е еден долготраен процес, еден процес кој што треба огромни инвестиции финансиски, треба многу контакти, треба многу конекции, треба многу познанства и така натаму за целата таа работа, нели, да се истера на прав пат. Како стоеве македонската гейминг индустрија во споредба со земјите од регионот и што е она што може би конкретно треба да се менува во оваа сфера? Да.
Да речеме, иако македонската гейминг индустрија својата прва асоциација направи пред 12 години, сепак таа е се уште кревка. Пред 12 години никој во регионот не ни помислуваше да направи или да се втурне во тоа море, но ете ние направивме, но прилично така, споро, полека, без многу амбиции. Во моментов најголем играч во регионов е Србија, која што благодарение на неколкуте нивни студии на почетокот кои што беа пред неколку години многу јаки, успеа да направат една здрава околина. Сега во моментот таа околина мислам дека вреди милиарди евра. После нив, да речеме, можам да кажам дека се можеби Црна Гора и тоа во последнава година заради тоа што имаат наплив на многу развивачи на игри од Украина и од Русија. И тука негде скромно позади нив сме и ние. За остатокот од Балканот зборам за Косово, Албанија, Босна, се уште тоа е една отворена зона во која што пробуваат да се најдат, да се протнат, но тоа се менува од ден за ден заради тоа што сте повеќе и повеќе и компании и големи брендови, но се повеќе и фондации и фондови се насочуваат кон креативната индустрија, кон креативните индустрии, во кои што спаѓа и геймингот, и тоа е една многу голитава тема и сите одеднаш таму да инвестираат, сите одеднаш сакаат таму да се најдат, заради тоа што тоа носи на повеќе полиња остварување за сите можни практиканти, за сите можни професии. Значи, зборам не само девелопери, тука е вклучена уметноста, 2D арт, 3D арт, саунд дизајн, нарација, пишување и така натаму, што е всушност еден сублимат од еден куп луѓе кои што ќе се најдат во таа цела работа. Така што, со оглед на тоа дека ние веќе сме во соработка со голем дел со сите практично во околината, размената на знаење, размената на практики е тоа кој ќе не доведе и ние да бидеме на едно повисоко ниво во однос на ова бранша, ова банка. Гораст Цветковски, благодарам што зборувавте за Bloomberg Adria. Ви благодарам и на вас, имајте убав ден.